Добар ден, ученици! Јас сум Марина Спасовска, оделенски наставник од 4-то оделение од Општинското основно училиште Љубен Лапе од општина Аеродром Скопје. Денеска имаме наставна содржина сликање, контраст на топли и ладни бои. Наставната содржина сликање, контраст на топли и ладни бои има за цел да научиш да ги забележуваш топлите и ладните бои во непосредната околина, да воочуваш и препознаваш топли и ладни бои, да изразуваш контраст светло, темно, да умееш да создаваш ликовни композиции со топли и ладни бои. Ученици, ова е спектарот на бои. Тој е поделен на два дела, на ладни и топли бои. Секоја боја околу нас има свое значење и ни буди различни чувства. Контрастот го среќаваме насекаде околу нас. Најинтензивниот контраст го создаваат боите кои се на спротивната страна во кругот на боите. Тие имаат различни колористички вредности кои меѓусебно се надополнуваат. Ова е, ученици, контрастот на топли и ладни бои. Ладните бои се представени со помош на зелената, сината и виолетовата боја, и топлите бои представени со помош на црвената, портокаловата и жолтата боја. Ученици, воочете ги ладните и топлите бои на цртежите. Се надевам дека можете да ги воочите правилно ладните и топлите бои. Да повториме. Ладните бои се представени со помош на зелената, сината и виолетовата боја, додека топлите бои се представени со помош на црвената, портокаловата и жолтата боја. На следниве цртежи видлив е контрастот на топли и ладни бои. Топлите бои, представени со црвена, жолта и портокалова боја, се надополнуваат со контрастот на ладните бои, представени со помош на зелената, сината и виолетовата боја. И на следниве цртежи видлив е контрастот на топли и ладни бои. Ученици, се надевам дека научивте ладните бои, представени од зелена, сина и виолетова боја, и топлите бои црвена, жолта и портокалова боја. Ученици, се наоѓаме во годишното време зима. Затоа, за задача имате да ги примените ладните бои во сликањето. Може да го искористите цртежот како идеја во вашето ликовно креативно изразување. Примената на ладните бои во сликањето го карактеризирате со користење на зелена, сина и виолетова боја. Се надевам, ученици, дека научивте како ќе ги примените ладните и топлите бои во сликањето. Ученици, ви благодарам за вниманието. Ви посакувам успешна работа. Довидување.